за сиромајот што одил кај Господа и го прашал за среќата своја. Чита Александар Станојков. Си било што не си било, си бил еден многу сиромав човек и си имал 4 дечиња. 3 машки и 1 женско. Не можејќи да и рани, тргнал да оди по планиње за да го бара Бога. Одел и стрел на патот една жена. Помози Бог, ја рекол човекот на жената и седнал малку да се почини до неа. Кај си тргнал вака, бре, брате? Му рекла жената. Што многу си се уморил? Ќе одам ќе го барам Бога, мори сестро, ја рекол човекот. Лели, ќе одиш кај Бога, брате, те молам, праша го, зошто не ми даат мене чела да родам, како сите жени, да и јас мајка да се сторам? Те молам, братенце, кога ќе се вратиш да ми кажеш, му рекла жената. Си го клал тоа во умот сиромајот и си тргнал да оди да го бара Бога. Одел и дошол во една висока и страшна планина. Одејќи низ планината, го стемнило и се одбил од патот за да преноќават во едни расије. Кога влегол во расијето, беше нашол 12 мина арами од најлошите на веков. Го пречекале и прашале што човек е и од кај идит, за кај одит. Сиромав многу сум, му рекол. Браќа, ти одам за да го барам Бога и да му сакам троа пари да си ранам децата. И тамам, аз ли ние ваков човек баравме како тебе, му рекле арамеите. Што да оди кај Бога, слушај вамо, пријател, као ќе го најдеш Бога? Те молиме да го прашаш и за нас, чунки ние сме од најлошите арамии на векот, на тој век, кај ќе не клајт? А ако го најдам, браќа, без друго ќе го прашам и кога ќе се вратам ќе ви кажам, му рекол сиромајот и од која беше прележал ноќта кај арамиите, утрото беше си тргнал да оди да го барат Бога. Одил и дошол во една друга пуста планина и на стемнување се прибрал во една пештера и кога гледат во пештерата еден старец богомолец, кај се крстел и метанији чинел. Добро вечер, дедо, му рекол сиромајот. Али, ќе ме дексаш вечерва да преноќавам во куќава твоја? Како не ќе те дексам, чедо, му рекол старецот. Ела, заповедај, седни. Од која беа се конуштисале, го прашал стариот сиромајо, кај одит по тие пустели и што барат? Одам да го барам Бога, дедо, му рекол сиромајот, за да му посакам малце пари од тие, сум многу сиромав. Тамам, лели ќе одиш кај Бога, ќе те молам да го прашаш за мене, кај ќе ме клај на тој век. Многу арно, дедо, му рекол сиромајот. Ќе го прашам и кога ќе се вратам ќе ти кажам. Прележал сиромајот при стариот и рано си тргнал да оди да го барат Бога. Одил што одил и стрел еден старец кај си седел на патот. Помози Бог, дедо, му рекол сиромајот на стариот и седнал до него да се почнет малку. Кај туку скиташ вака ти, бре, човече, му рекол стариот. По овие пустели? Го барам Бога, дедо, му рекол сиромајот. За да ми поможете, ту сум многу сиромав. Си имам 3 машки деца и 1 женско. Одошто сум сиромав, не можам со леп да и преранам. Ете, тоа барам, дедо. Колку за тоа лесна работа е за да и прераниш децата, му рекол старец. Со прво, дај по 1 година на даскал да се понаучат книга и после ќе главиш едното на казанчи, другото на терзи и третото на бакали. За колку ќе ти даат руга, толку да и даеш. И ете како ќе и раниш децата. Друго, имаш што да кажеш? Кажи што имаш нешто друго. Имам да ти кажам и на друго, дедо, му рекол сиромај. Идејќи по патот, ме срете една жена и ја кажав оти ќе одам да го барам Бога, да таа ми нарача да го прашам Бога за ошто незе Господ не и дават челат како на сите мајки што му дават. Не дават Господ незе челат за доброто незино, чунки ако роди таа дете, ќе биде ја без очи, ја без раце, ја без носе. А пак ако се роди здраво, ќе биде многу лошо. Ја чапкам, пијаница, комарџија, арамија, ќе седжија. Ете за тоа Господ не е дава дете на таа жена. Кажи друго, што имаш да кажеш? Му рече Господ.
Па, имам и друго да ти кажам, дедо, му рекол сиромајо. Идејќи, најдов 20 мина најлоши арами и од која му кажав, оти ќе одам да го барам Бога, ми нарача да го прашам Бога за нив, кај ќе клај нив на тој свет. На тој век нив Господ ќе клај над ново вечна и со нив ќе крпит казаните од вечна кај што ќе бидат скинати, му рекол стариот. Уште нешто друго имаш да кажеш? Му рекол стариот. Друго, еден старец најдов во една пештера, се крстеше и Бога молеше и метане и чинеше, му рече сиромајо. Тој ми рече да го прашам Бога за кај ќе го клај Господ на тој век? Него ќе го клајат Господ на тој век да го варди рајот. Тој ќе и држит клучевите од рајот, му рекол стариот. Извел стариот троа пари, та му дал на сиромајо и го испратил назад да си ојде. Ај со здравје, ој ми си пријателе, му рекол стариот. И која ќе му кажеш на стариот за рајот што ќе го вардит? Ако нешто не ќе ти се налутит, тој ќе бидит за газелите од казаните што се во вечна. А пак ако се радуваат арамиите, оти со нив ќе и крпит Господ казаните, нив ќе и клајт вратари за рајот да и држат од рајо клучеите. Ај ми со здравје сега, пријателе, му рекол стариот и веднаш си летнал на небеси. Кога виде сиромајо, оти летнал стариот на небеси, се уверил, оти тој беше Господ. Си тргнал радосен да си иди за дома и му дошол кај стариот во пештерата, таму кажал како што му рекол Господ. Како? Ќе ме клај на вратата од раја да го вардам и клучеите да ги држам. Дека малку тука на овој век сум се мачил, ти ќе на тој век да се мачам. Поарно крпа наказано бидувам, одо што на вратата на рајот да седам. Велејќи така стариот, и така Господ беше го наредил кога беше умрел. Дошол кај арамиите сиромајот и му казал оти Господ ќе и клајат за крпи наказаните од вечна. Кога чуе арамиите од сиромајо што му рекол Господ, сите се разрадува и рипнаат, се ватија едно оро да играат и да се радуваат на повелата Божја. Од која умре арамиите, Господ беше и клал да го вардат рајот со клучеите у нив. Од тој ден, сиромајот беше се подкрепил и беше се обогатил.